Голем поздрав до сите вас кои што не следите пред малите екрани и големо благодарам што и овој пат ја имаме вашата доверба и што се надевам дека до крај ќе бидете заедно со ова ново издание на Fair Play. Знаете дека е време за спортските теми, овој пат тоа ќе биде ракометот, а и не е чудно со оглед на тоа што тоа е нашиот веројатно спорт број 1 и е секогаш меѓу оние најпопуларни спортови во Македонија. Она за кое што денеска ќе зборуваме ќе бидат можеби оние впечатоци од нашиот настап на Европското првенство, начинот на кој што ни почна оваа година, но многу повеќе акцентот ќе биде на младите категории, на оние деца кои што имаат талент, но со кои што треба на вистински добар и квалитетен начин да се работи за да бидат нашата успешна ракометна иднина. Верувам дека ќе го задржиме вашето внимание, а особено за родителите, дека ќе споделиме важни информации што треба да направат и како да постапат доколку сакаат нивните деца да се занимаваат со овој спорт. Ве канам да останете заедно со нас и со новото издание на Fair Play. Дали ракометот и натаму и се уште е спорт број 1 во Македонија или има тука тесна битка можеби со некои други спортови? Дали е се уште доволно популарен кај младите, што би значило дека ќе имаме добра иднина во овој спорт? И што се прави Ракометната федерација на Македонија се со цел тоа да биде и да остане така? Ќе слушнеме во денешното издание на Fair Play. Драго ми и чест ми е да му посакам добри ден на генералниот секретар на Ракометна федерација на Македонија, тоа е Владко Тасевски. Владко, добре дојдовте во Fair Play. Добре, благодарам за поканата. Тема спорт, вас ви е тоа секојдневие и верувам дека често зборувате за ракомет и надвор од работа, така или не е така? Кога има релаксирани ситуации, пак е ракомет тема? Моментално веќе стана ракометот единствена точка како тема на дискусија во секојдневието, така да нема други веќе теми. Ова ќе биде уште една прилика. Колку време веќе официјално сте дел од тимот на Ракометна федерација? Како веќе 4 години здравје во мај. Со претходната структура бев како спортски координатор на сите национални тимови машки и женски. Скоро 3 години и од март лани е веќе една година како генерален секретар на Ракометна федерација. Доволен ли е тој период за веќе буквално да ги знаете, речи си сите, ајде да кажам, позначајни фигури во нашиот ракомет, оние што се популарни и кои што треба да бидат движечка сила на спортов? Секако. Да. И како ќе кажете, лесно или тешко се соработува? Лесно се соработува, има луѓе кои што се уште од тие спортски работници се уште сакаат да допредонесуваат за нивниот спорт. Секој се волни за соработка, имаме веќе ангажирано доста од да кажам пензионираните ракометари и ракометарки во наша соработка и работиме на заеднички на доста проекти. Сега мислам дека функционираме добро. Во јавноста знаете впечатокот е дека понекогаш е тешко со звездите, така ќе ги наречам, меѓутоа добро е да имаме звезди, нели? Полесно е кога и поубаво кога имаме со што да се гордееме. Вообичаено нас календарската година ни почнува со тема ракомет, затоа што тогаш се големите собири и супер што имаме еден добар континуитет со машката селекција да бидеме дел. Како вие ќе го оцените тоа што се случи оваа зима во Данска? Можеме ли да бидеме задоволни затоа што не го гледаме само единствено резултатот, туку гледаме во која насока нас ни се развива националниот машки состав? Така, веќе 12 години и месец јануари е резервиран за Македонската република за ракомет, што е одлично. Работиме, се бориме да бидеме што подобри. Извршивме одлична транзиција со стручниот штаб од постарите играчи кон помладите. Помладена ни е скоро 90% нашата селекција сениорска. Работиме на тоа да сите увидовме во Данска како функционира и организационо и ракометно. Сите Европа покажа дека ракометот на европските првенства е сосема на друго ниво. Секој може секого да победи. За нашиот настап може да кажам дека
одлично се покажавме. Со Португалија изигравме еден одличен надпревар. Со Романија можеби малку емоциите не пристигнаа и имавме компликации, но сепак си постигнавме целта. Втор бараж нели во месец мај за пласман на светско првенство 27. Го видовме сите тоа и знаеме дека дадовте одново доверба на нашиот селектор. Значи ли тоа дека и раководството има трпение што се однесува до неговата визија за нашиот машки ракомет, а тоа подразбира дека даваме шанса на млади играчи, дека нели многумина што можеби немале такви големи искуства, мораат сега буквално да се научат и да се навикнат на тоа. Јавноста, знаете, никогаш е нетрпелива, сака резултат, па тука се критиките, па дали ти играчи заслужуваат да бидат репрезентативци, но селекторот некако докрај упорен и верува дека така треба да биде. Дали сте и вие согласни во таков тип на концепција, да кажам? Секако. Визијата и стратегијата секако ја делиме заедно со селекторот и со стручниот штаб, затоа и го продолживме договорот со селекторот од 2029 година. Неговата визија секако ја поддржуваме максимално. Сите млади играчи македонски да бидат дел од нашата репрезентација, да добијат едно искуство каде што здравје кои ќе бидат созреани, да речеме за 20 на 22, 3, 4, 5 години, веќе ќе може да го дадат својот максимум за националниот дрес и каде би можеле да очекуваме некаков, да кажам, плюс резултат, отколку само пласман, нели секако. Реков, до тогаш бидејќи го споменуваме времето, треба да имаме верба и треба да дадеме поддршка, нели дека? Секако, ние сме многу мала нација. Ние ако го кажуваме спортот број 1 ракомет, дека ние во Македонија се до тоа, но имаме многу мал, да кажам, избор на играчи и во машкиот и во женскиот ракомет. Затоа се бориме да од тоа што го имаме максимално да го искористиме за да ги развиеме тие играчи и да пробаме да направиме нешто плюс. Супер е таа поента за да се надоврземе на она што сега очигледно дека интензивно го работите, а тоа е да се привлечат што повеќе деца и веројатно истовремено вие да успеете соодветно да селектирате кој од сите тие деца има потенцијал да биде, да речеме, врвен ракометар. Меѓутоа, првото прашање ми е дали децата во доволна мера сакаат да спортуваат, затоа што знаме дека тоа некако полека опаѓа поради сите околности, паметни телефони и така натаму. Значи, има ли доволно деца што уште сакаат ракомет? И што им е привлечен да тренираат ракомет? Има доволно деца што сакаат спорт. Најпрвин. Добро. А потоа наша работа како федерација е да ги донесеме во сала. Секако многу е полесно едно дете да започне на мали години да тренира фудбал или кошарка, каде што не му е потребна сала, не му е потребен лепак или топка посебна, едноставно може да го прави тоа пред зграда, на улица, многу полесно и секако во светот фудбалот и кошарката се на друг левел, но ние како федерација одлучивме да пристапиме на една стратегија каде што ќе ги приближиме најмладите преку одредени проекти до ракометот. Секако ќе речеме дека имаме проблеми со инфраструктура и со сите тие работи, но на крајот на денот, ако децата сакаат, се може да се постигне. На крајот. Добро, претпоставувам и не само инфраструктура, ако сме сега искрени, можеби во минатото имавме и малку повеќе звезди ракометни, па надпревари на кои што децата можат додат, па во живо да ги гледаат тие звезди, па тука малку подобро да се инспирираат. Ни недостасува сега тоа? За последнава година некако чувствувам дека тие звезди се сега возрастни, малте не пензионирани и ни фалат, а младите деца сепак им треба некоја година да станат, да кажеме, звезди. Да кажеме каде што моментално ние во нашата лига може да видиме дека веќе почнува да се полнат салите, што е добро, не само на Вардар Пелистер или на Алкалоид Вардар на дербињата, туку и на повеќето други надпревари од првата лига веќе почнува да има народ. Што е тоа позитивна работа? Зашто? Затоа што родителите веќе се навикнуваат да ги носат децата во им обрнат повеќе внимание да ги носат во сала. Имате така наречен ракометен караван и верувам целта беше малку да видиме што се случува во другите помали градови. Океј, Скопје, Битола, Охрид, како некакви центри во моментов е таква ситуацијата на ракометот, но што е со останатите места? Далеку ли се многу помалите градчиња и општини од ракометна сцена?
Најпрвин ракометниот караван беше проект кој што беше осмислен на наша страна со цел промоција, нели, на ракометот како спорт пред популација од 6 до 12, од 7 до 12 години, прво одделение, затоа што нашиот систем на надпреварување ги ограничува децата да бидат во систем на надпреварување до 12 години. Тој период тука, ако видиме во кошарката и во ракометот, се иде многу подоле, до 8 години имаат, мислам, нека првенства и кошарка и фудбал. Ние сега првично направивме караван, каде што направивме 5 каравани, мислам, Охрид, каде што ги опфативме Струга и Ресен, Битола, Прилеп, Кавадарци, Богданци, каде што го опфативме цел регион, кој што изненадувачки беше најпосетен, имаше околу 600 деца. И таму после 6 месеци се роди првиот плод, да кажем, на овој проект, се отвори нова ракометна школа. Да? Да. Една ракометна школа дојде, представници се заинтересира од федерација, им помогнавме се што можеме и веќе има 30 на деца со кои што почна да работат. Тоа е главната цел на ракометниот караван. Дечињата кои што ние ќе ги донесеме во сала, потоа во ракометните школи кои што постојат од клубови или ново формирани, да останат во ракомет. Да, што се случуваше, само малку да објасниме, видов дека учествува дел од нашите популарни ракометни имиња, Индира Кастратовиќ, Филип Миркуловски го видов и многу други, не само тие. Патува за да бидат таму да се дружат со децата, што друго? Како изгледаше програмата? Заедно на терен? Секој да се обиде да шутне? Сите се на терен, двочасовна дружба со звезди од нивните локални градови, каде што претходно, нели, бивши ракометари, ракометарки, репрезентативци, стручни работници во ракометот, поентата е на децата да им се направи да го сакаат ракометот како забава. Да нема резултати, да нема ништо, они прават вежби за време на тие 2 часа, се дружат, добиваат мали сувенири кои што потоа треба да ги раздвижат. Идеме во Прилеп, на пример, сите дечиња излагаат после тоа од основно училиште, сите со капчиња РФМ, со мајчки РФМ, и сето тоа е така позитивно, а убаво, што би требало да се прави во нашата земја. Рековме, целта е, на пример, да се отиде дома и да се побара, додам, на тренинг на ракомет или на надпревар. Имаше и некои други популарни личности кои што ги видов, кои што помогна во оваа промоција, ќе го споменеме Игор Џамбазов. Да, сега последно, тоа беше така сосема на социјалните медиуми, и верувам дека добро испрати таа порака. Одлично. Нели? Затоа и можеби и тоа и целиот маркетинг тим од федерација направија една одлична кампања каде што претходно 2-3 дена ги посетија сите локални градови, сите локални училишта и се собра толкава бројка. Да, таму беше и уште една интересна личност за македонската јавност, се вика Фин, затоа што е германец, меѓутоа многу често повеќе личи на македонец отколку германец, ги сака македонските репрезентации, го сака македонскиот спорт, честопати патува заедно со нашите селекции и тоа беше и за нас инспирација и некако доволно голема причина да малку подобро го запознаеме и да го прашаме зошто сето тоа го прави, кој друг ако не е Тома, па да видиме како си помина Тома и Фин. Ако си македонец, сосема природно и логично е од дома, на трибина, секаде и секогаш да најуваш за Македонија, нели? Ама да си германец, а сепак да си еден од најголемите и најверните фанови на Македонија? Невозможно. Сепак е возможно. Само мора да си нетипичен германец, како мојот денешен соговорник Фин. Здраво, Фин. Мило. Како си? Добро, ти? Одлично, да ти кажам право. Кажи ми прво, колку време си овде во Македонија? 3 години сега. 3 години, одлично. Од каде толку го сакаш спортот? Па, знаеш, јас бев фен од фудбал од кога сум на мојот тим, кај мене Фрајбург во Германија и одев во стадионот, знаеш, со 10 години прв пат. И од тогаш имав, знаеш, сезонска карта и секогаш во стадионот. И знаеш, така започна. Во Германија сите за фудбал. И да, вака започна. Претпоставувам, сакам да те прашам кој е твој омилен спорт, но претпоставувам дека е фудбалот, така? Да, треба да кажам фудбал, да. Дали повеќе сакаш клубски спорт или репрезентативни спортови? Да, малку зависи, знаеш, од која држава. Во Македонија сакам најмногу нашите репрезентации овде. Во Германија па зависи, знаеш, ако сме подобри во
во репрезентација, извини, грешка нема гаде, во репрезентација, сакам, па зависи, знаеш, кога победивме на светско, сакам презентација, не многу, ама да, нормално клуб кај нас во Германија. Сега, кој ти кажа дека сакаш македонската репрезентација, кој спорт, кој македонски репрезентативен спорт ти е омилен? Па сакам сите, многу сакам ракомет. Овде, знаеш, започнам да сакам ракомет. Исто сакам фудбал, нормално. Исто кошака го гледав, нашата репрезентација. И па да, нема каде сакам сите репрезентации, нема каде за Македонија сум. Да. Од прилика, кажи ми на колку надпревари на македонска репрезентација досега си бил додека си овде? Па за репрезентација многу и јас бев на надпревари од пред, знаеш, започнав со Инстаграм, снимам малку за Инстаграм, да луѓе кои не знаат, пред една година нешто и за почетокот исто сум бил во стадионот овде. Мислам прв пат кога дојдов пред 3 години против Бугарија, тогаш мислам изгубивме. Тоа беше 2022 година и бев против Италија 1-1 овде со Бади. Да. Тоа беше јако. Ама многу пати, мислам, видов се и знаеш против помали нации исто, против Феровски острови, знаеш? Фарски острови. Да, Фарски острови, да, против сите. Значи за репрезентација многу често и за ракометна репрезентација исто. И кошака бев еднаш против Унгарија и победивме. Да. Тоа беше јако. И да, клубски спорт исто, знаеш, па јас бев секаде. Имам чувство дека сум бил секаде, сега сите ќе кажат не, ама јас видов многу надпревари, да. И од сите овие, кој е твој омилен македонски репрезентативец спортист? Треба, ако кажеме за фудбал, и фудбал знаете како all time за сите времења, треба да кажам Горан Пандев, за мене најак, Горан да најдобар. И моментално, па зависи кој е најдобар, за мене кој ги сакам многу сакам Чуринов, германски знае, значи поздрав Грусе, Дако. И сакам Костадинов, бидејќи од Миравци е многу фини Костадинов, Тио, поздрав исто. И па сакам исто на ракомет, знам повеќе играчи, Иван Галевски го знам, многу добар човек е. И па да. Често одиш дури на гостински надпревари, кога Македонија игра надвор од тука. Да. И сакам да те прашам дали планираш сега во март да одиш на утакмицата против Данска во баражот за светското првенство во фудбал. Да, ќе одам. Купив се карти имам и за летови и за се. Јас бев во Велс, тоа беше трагично. Ама да, секаде сум бил. Сега втори пат со репрезентација. Втора шанса. Да, дај Боже, ќе видиме тешко ќе биде. Ама нема ништо невозможно, да знаете. Ќе видиме, да. За ракомет имам едно добро прашање за тебе. Вардар или Еврофарм Пелист? Стварно сите ме прашаат тоа, ама немам, знаеш, за мене нема гајле, дека сега сум овде 3 години и не можам, знаеш, да го мразам, например, Пелиста или да го мразам Вардар, бидејќи, знаеш, не сум од Скопје или не сум од Битола исто. Значи за мене, ако одиш на вистина, искусви се многу слични. Знаеш, македонци се и сите се многу фини, со многу, знаеш, емоции и се. Значи, стварно за мене нема гајле, сите ќе кажат, треба да бидеш за еден или за друг, ама па го сакам Вардар, го сакам Пелиста, немам. Го сакаш спортот едноставно. Го сакаш спортот едноставно. Да, така е. И Македонија, јас сум за презентација, така е. А кошарка, работнички, МЗТ или моментално тие што се први на табела, ТФТ Скопје? Да, ТФТ, најдобро. А треба да кажам на вистина, ако збориме за кошарка, мислам Куманов има најаки навивачи во Македонија. Не знам ако ти сега да можеш да смееш да кажеш да или што ти можеш да кажеш на телевизија, ама јас мислам Куманово. Јас ќе останам воздржан за ова. Па да, добро вак. Спомна и на почетокот, но повторно да те прашам, кој е твој омилен германски клуб? Фрајбург е, СЦ Фрајбург, не знам ако го знаете. Не сме помал тим, немаме титула воопшто, немаме ниту една титула, ништо победивме. Ама да, со срце играме и сега сме во полуфинале за куп во Германија, може би дека ќе стане нешто. Дај Боже, ќе видиме. Ама да. Омилен играч од Фрајбург? Ату Болу, тој е голман. И all time need speeders, не знам, нема никој ќе знае, мислам. Ама тој има најмногу надпревари за нас и најмногу голови и да, многу добар човек. Сега да те прашам доколку би бил професионален спортист сега и би бил во Македонија, кој спорт би го одбрал и за кој тим би играл во исто време? Да. Многу добро прашање тоа. Мора да размислам малку. Па може би заедно со тебе кошака. Ама јас не сум многу добар со кошака. Играв кога бев помал малку.
Да. Овде е многу интересно кошарка, навистина. И освен тоа можеби ракомет нешто. Ама сега треба да кажам вада или педиста, знаеш, ако кажам вада, Битолаки биде луд, ако кажам педиста Скопје биде луд. Да, има проблеми. Што да кажам? Кигам ракомет, знаеш, за охи, Може. Добро, тоа е на езерото, да пивам таму уживање, топ. После утакмица езеро. Да. Тоа е тоа. Да. И последното прашање што сакам да те прашам и што е многу битно. Да. Ако игра Македонија против Германија, за кого најаваш? 100% за Македонија. Сега ќе ти кажам зашто луѓе ќе мислат зашто, ама бидејќи знам повеќе луѓе, знаеш овде. Знам играчи од нашите репрезентации во ракомет, во фудбал и ќе бидам, знаеш, среќен за, ако Чолинов прави сега гол, ќе бидам среќен за него. И него знам никој во репрезентација лично во Германија. Значи ќе бидам посреќен за Македонија. И да, дома е за мене овде. Многу ја сакам Македонија. Многу сакам луѓе овде. Значи 100% Македонија. И дај Боже еден ден ќе играме овде, на стадионот против Германија ќе победиме 2-1. Баш многу. Фала ти многу. Фала за поканата. Фала ти многу. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ете така, јас мислам дека добар тандем се Тома и Фин и Тома покрај тоа што настапува за Македонија и за македонска кошаркарска репрезентација, верувам дека ќе го видиме со Фин заедно и на трибини кога играат ракометарите или можеби фудбалерите, верувам ќе има соодветни прилики. А ние продолжуваме на тема ракомет и она што следно сакам да дознам повеќе е на темата мини ракомет за деца. Ова исто така некој, да речеме, ваш нов концепт. Тоа е концепт, што е цел? Се надоврзува. Да, не е нов концепт, тоа е веќе доста распространет низ Европа. Сегде ние едноставно мини ракометот е за дечиња кои од 6 до 12 години кои што играат на полови на терен. Без резултати е системот на надпреварување. Ние сакаме да пробаме сега тие дечиња кои што ги викаме од караванот, да откако ќе влезат во школите да видат дека постои некаков систем на надпреварување каде што ќе можат да бидат инволвирани во ракометот. Планот ние отворивме јавен повик да се пријават школи од училишта, ракометни школи, од клубови, екипи и до 14 март мислам дека беше пријавувањето, па ќе видиме март, април и мај да направиме 2 до 3 турнири низ Македонија, регионални каде што ќе го придвижиме овој дел од ракометот. Училиштата истовремено се многу важен дел од целиот овој ваш ланец на создавање спортисти. Наша гостинка ќе биде Јелена, која што е председателка на Федерација за училишен спорт. Моето прашање е дали има добра и доволна иницијатива од професорите и наставниците по физичко, затоа што да потсетам, фондот на часови по физичко се зголеми, тука имаше измени на законот и тоа се вида како една позитивна промена да децата почесто имаат часови по физичка култура. Меѓутоа, имаме ли таму доволно добри личности, ќе ги наречам, не само наставници и професори, кои што го поттигнуваат талентот на децата, кои што разговараат доволно со родителите, кои ги препознаваат за потоа нели да ги насочат. Пример, вашето дете е талентирано за ракомет, треба да оди, треба да продолжи со тоа. Имате ли увид во тој момент? Дали добро ни функционира? Моментално може да кажам дека немам до толку вид во стручниот кадар во основните училишта. Верувам дека наставниците си работат по програма нели претходно дефинирана и сето тоа. Со Елена, со председателката, разговаравме на некои си нови проекти за кои што сакаме да започнеме да го промовираме ракометот во основните училишта со одредени, да кажем, спонзорства, донации према сите основни училишта периодично, каде што ќе пробаме да го покажеме ракометот нели како добар квалитетен спорт за кој што вреди да се инвестира од страна на родителите и кај децата. Родителите се исто така многу важен сегмент. Ќе кажам сега искрено, во фудбалска федерација знаат мака да мачат со родителите, каде што на тие надпревари меѓу дечињата настануваат инциденти и тука се отвора прашањето колку родителите создаваат понекогаш и притисок на своите деца повеќе отколку поддршка. Каква е ситуацијата на ракометна сцена? Треба да се отиде на надпревар од младинска или кадетска од тие категории, од тие категории и да се види таму е значи пожустро е на трибини него ли на терен. Од Суперлига? Да, некои надпревари дури во пионерска лига се многу по гласни родителите и сето тоа. Сите сакаат да бидат, сите како родители сакаат нивните деца бидат најдобри
Но од друга страна ние мора да сватиме дека ако еден добар за едно нешто, не мора да биде добар во друго. Во ракометот ние треба да дадеме максимален фокус од страна на родителите дека децата треба да ги ставиме во сала. Не треба ништо, не треба ние да ги оставаме пред телефони или седи тие работи. Едноставно треба да им ја дадеме таа навика, спортска навика на најмалите. Знам дека е тоа тешко за родителите да ги чекаат децата за време на тренинг и сите тие работи, но сето тоа ќе ни доведе во иднина до една здрава нација, каде што тоа е бенефит за сите. Точно. По атрактивен е ракометот за женските или за машките? Зборувам во детски категории. За машките моментално. Се уште е за момчињата. Моментално женскиот ракомет ке нас е на и секаде во Европа е на некој послаб левел. Се бориме максимално да направиме се што можеме за да го развиеме женскиот ракомет. Иде потешко, но затоа што многу имаше земено замав одбојката. Да. Како и се уште? Да, и се уште. Така велат бројките, ние, да. на пример, одбојкарски клуб Форца има може 600 девојчиња. Кај нив ние имаме вкупно 600 девојки кои што се натпреваруваат во сите категории. Да. И се тука се сите тие работи пробуваме да направиме оваа стратегија која што тераме во наредни 2-3 години, да речеме да ги барем дуплираме бројките на активни ракометари и ракометарки, здравје до 27 година, крај на 27 Да, тогаш би се почувствувала евентуалната промена. Некоја разлика, да. Женски ракомет, да ги споменам нашите женски ракометни легенди, сите оние кои што членуваа во Кометал, па и нашата репрезентација. Речиси сите се активни на нашата сцена. Секогаш ги среќавам, биле и овде гости, се разбира, Индира Нацева, да. Милева Велкова. Голем дел од нив се баш активни на сцената, меѓутоа Што е тоа што може би малку повеќе недостасува за повеќе девојчиња? Тешко. Ништо, женскиот ракомет е секогаш по-груп спорт во споредба пример со одбојката која што не е, да кажам, директен конкурент. А може би и затоа. Разбирате, да. И сега тука многу е полесно за родител да го пушти девојчето на одбојка по да кажам по-нежен спорт, по фин, за разлика од ракомет каде што има да, од нивна призма да не се јаде ќотек, тоа е така народски кажано, да. Да. Значи тоа сепак игра улога каков тип на спорт. Ете така, да. Нашата, кога сме на тема женски ракомет, нашата женска сениорска ракометна репрезентација ќе има обврски сега скоро, тоа е предстојната седмица. Нечеканов натпревар против Белгија и сето тоа во рамки на Евро квалификации за 26-та. Во група сме квалификацијска група со Германија, Словенија и Белгија. Првите две одат. Наша работа е да ги победиме двата надпревари сега со Белгија, дома и гости. На 4 март играме во Белгија, на 7 март ве поканувам сите да присуствувате во Куманово. Ќе го играме надпреварот од 17 часот, Македонија Белгија. Ако ги победиме овие два надпревари, после тоа во април во ЕХФ неделата имаме уште два со Германија дома и со Словенија на гости. Би барале некоја шанса да кажеме да имаме нерешено победа со Словенија, па да успееме да се пласираме на второ поред европско. Понекогаш не можам да разберам дали нешто посебно се случува со нашите ракометни репрезентации и нивните противници. Едноставно, сите тие ждребки и така натаму некако не се на наша страна можеби, но нема жалење, како е за сите останати, така и за нас, нели? Како и да имаме навистина силни противници во последно време. Тоа може би привилегија, затоа што сите наши ракометари можат да почувствуваат, нели, вистинска конкуренција, а од друга страна е и малку потешко. Имам едно прашање во врска со селекцијата, имавме некои пензионирања минатата сезона кај девојките. Што се случува со Сара Ристовска? Ќе има ли нови надпревари? Секако тука имаше операција, посериозна операција, се рехабилитира, би требало да ни се врати здравје, мислам дека после од септември за престојните надпревари, мислам дека би била спремна. Така што во овој циклус мораме без неа. Мораме без неа, да. Добро, се надевам дека овој апел и покана ќе биде прифатено од нашата јавност да ги поддржиме девојките, затоа што очигледно ќе им биде тоа потребно, ни требаат победи. Сега малку и за нашите млади ракометари, ова е веќе машка категорија, за нив престои важно лето.
Прво, какви ни се нашите младинска и кадетска селекција? Дали таму има добри деца? Ова го поставам прашање како некој што искрено одамна не сум отишла да гледам во живо нивен натпревар, така што таму се случува? Моментално следново лето, јули месец имаме европско првенство, учествуваме во Романија со младинската до 20 години, машка селекција, а до 18 години кадетската селекција учествуваме на европско во Белград, во Србија, така да имаме пред 2 дена на 3 имаше ждрепка, добивме малку потешки групи, но верувам дека верувам во децата и верувам во стручните штабови дека ќе дадат максимум да го покажат својот квалитет. А квалитет и во двете селекции имаме. Има? Да, имаме, верувам дека имаме. Сега тоа се кој ќе ги кажем и мињата кои ни се противници, нели секогаш се врзуваме со сениорските тимови, тоа е веќе многу така на друг левел, но кај кадетите и кај младинците ние верувам дека можеме да постигнеме добри резултати. Најинтересниот дел за коментар можеби, како и вообичаено, ќе биде нашата машка Суперлига. Нештата се многу поинакви во последниве години и ќе имаме, односно имаме веќе интересен плей-оф. Односно битка за титула. Прво верувам подобро е некако генерално чувството на полни сали и на конкуренција во машка Суперлига. Секако може да кажеме дека на Балканот, ако не и пошироко, имаме најака машка Суперлига. 4 екипи моментално се надпреваруваат за титула, така верувам дека ќе биде доста интересна пролет. Сите екипи сакаат да бидат нели шампиони, но ќе видиме како ќе испадне до мај. Да, а интересно некако се сите коцки наместени. Охрид само да го споменеме, можеби на некој начин и да го поздравиме тоа што таму се случува, затоа што сериозно некако, да речам, науштренија стартува ова полусезона и со трансфери во секој поглед. Некако најавија дека нема предавање до крај. Така. Уште од август, од кога го има Охридскиот турнир, они започнаа од кога го освоја, они започнаа така доста активен и интересен проект. Доста играчи зимаат, многу, да кажам, странци, се појачуваат, верувам дека они сакаат да идат нели до врвот. Како се надпреваруваат и во Европскиот куп, во ЕХФ купот. Четвртфинале играат, мислам дека со Олимпијакос, сега имаш дребање. Ако успееме, дај Боже, да по ланскиот успех на Алкалуит да го освои ЕХФ купот, втора македонска екипа да го освои истиот куп, тоа ќе биде за нас одлична реклама, одлична промоција за македонскиот ракомет низ Европа. Да, се надевам и потврда дека во добра состојба ни е ракометната сцена. И во мојата и во твојата професија, односно работна позиција, не смееме да имаме пристрасност. Само ќе те прашам дали ти е понекогаш тешко, условно, сладки маки, кога си на трибина, затоа што вие сте редовно на трибини, кога нели, сигурно си имаш некој свој фаворит, за кој што сега нема да зборуваме, меѓутоа треба да се остане, нели, ајде да речеме, неутрален. Фаворити во првата четворка немам искрено, затоа што претходно 8 години бев дел од структурата на ракометниот клуб Бутел. Тој ми е секогаш како клуб при срце. Така. А во првата четворка едноставно сакам да гледам кога идеме на трибини, сакаме да гледаме добар и квалитетен ракомет, добра борба, секако неизвестност да има. Неизвестност е така, тоа е тоа. Да. Публиката го препознава, полни, барем јас сега гледам се почесто полни трибини, се надевам така и да биде. Го спомена Бутел, оке, тоа е твое едно клубско искуство и ќе го дадеме како добар пример каде што не е единствен и сите останати имаме, да речеме, општествена одговорност и луѓе кои што се расположени да го поддржат ракометот. Ги имаме ли доволно или ни недостасуваат за да бидеме подобри во поглед на финансиите? Ќе се согласите дека кога веќе зборуваме и за родителите и децата, понекогаш и финансиите, односно иднината на тоа дете што сака спорт е под знак прашалник зошто родителите би дали или не би дале поддршка некој да се бави со оваа работа, така што дали нашите ракометари во моментов достоинствено функционираат на домашната сцена? Суперлигата може да кажам дека функционира доста добро платени се играчите. Од друга страна, како финансиери, нели, приватни фирми,
државата како помагач преку субвенциите и сите тие работи помага, но треба да обрнеме внимание на сите тие компании кои што имаме, верувам дека имаме многу успешни компании во Македонија. И имаат моќ И имаат моќ да придонесат во сите своји градови да помогнат малку барем да одделат дел од својот колач, секако да помогнат на спортот. Независно дали е во ракомет, во кошарка, во фудбал, верувам дека таа општествена одговорност треба да имаме сите како една основа да помогнеме на општеството и на заедницата околу нас. Има фирми, но секако можеме секогаш повеќе. Секогаш може подобро и верувам дека никогаш не би било грешка да се инвестира во спортот. Ги набројавме сите причини зошто е тоа така. Сакам да позборуваме малку и за судиите, особено што имавме еден период каде што не ни беше можеби тоа најпопуларна тема, меѓутоа сепак наша најпопуларна судиска двојка остануваа да бидат Славен Николов и Ѓорги Начевски. Има, да ги наречеме, мини проблеми, иако таму процедурите се во тек на меѓународната сцена, но сега сакам да разјасниме што тоа ќе значи за нивната работа, дали во моментов, како и досега, можат, барем во Македонија, да си ги извршуваат нивните обврски, затоа што тука кај нас нивното место со години веќе е значајно. Секако. Беше повлечена номинацијата од страна на ЕХФ во врска со судискиот пар. Остана да почекаме да како ќе се истера процедурата во врска со целонастанатата ситуација. Добивме одобрение од страна на ЕХФ дека тие може да судат овде во нашата лига, се донели конечна одлука од страна на дисциплинска комисија на ЕХФ, така да сега моментално они се активни кај нас и функционира све окей, се тера. Ќе може да се вршат работата. Мислите ли дека ова би можело да биде, да речам, многу проблематично генерално за имиџот на нашиот ракомет или ние се бориме? Мора да чекаме да видиме што. Мора да почекаме да видиме што како ќе биде, а иначе како федерација секаде го промовираме македонскиот ракомет, нашето залагање. Она што вреди. Она што вреди во сите сегменти. Ракомет, суди, делегати и сите тоа. Судии секогаш ни се потребни. Ќе повторам, ние некако сме и популарни по таа ставка затоа што светот ги знае нашите успешни ракометни судии. Имаме ли нови судиски двојки и имаме ли доволно услови за оние што сакаат да бидат судии каде да научат како тоа добро да го прават? Имавме повик, мислам дека пред месец дена, за нови судии, за приваѓање на нови кандидати за судии. Мислам дека последната информација беше околу 24 кандидати веќе има пријавено, што е одлична бројка. Што е одлична бројка. Сдруженијето за ракометни судии си продолжува потоа со дополнителна обука, тестирање и сите тие работи како да започнат они од септември да почнат да судат како судиски прави во најпрво најмладинските категории, па нели секако да напредуваат до Суперлига. Дали сите едукации генерално се случуваат тука, како тоа го спроведувате? Дали овде им се пренесува знаењето или имаат и прилики да одат и надвор каде што? Најчесто тука им се пренесува знаењето преку организирани конференции, семинари, практична работа, нели секако имаме некоја идеја каде што би врзале сениори судии, да ги кажам, нели постари судии со помлади судии како ментори, да се спаруваат, да се мешаат судиски парови на младински категории, се со цел да можат младите судии да осетат како е да се суди нели со поискусни, подобри меѓународни судии се тоа. Да, верувам дека е тоа супер затоа што влева и некако поголема сигурност, едноставно учиш од подобрите. Некако ќе го завршиме овој разговор со она што на крајот од денот ни недостасува, затоа што вашата секојдневна работа е и борба како ракометот да ни биде подобар, како ракометната сцена да биде подобра. Финансиите ги споменавме, без нив секако ништо. Кои ни се можеби други најслаби точки? И тука важно прашање што сакам да ми го одговорите е дали имаме доволно добри тренери и стручни лица, затоа што на крајот на денот сите оние деца кои што ќе ги привлечете да дојдат на ракомет, потоа треба да бидат во вистински раце, инаку ништо не сме направиле.
Моментално во Македонија мислам дека Сдруженијето на тренери секако добро функционира, вади нови судии, но од една страна ги учиме сите нови тренери за младите категории, на пример би обрнал најмногу внимание техничките работи, судиските работи. Најпрво, за да може некој тренер да биде пример и идол на одредени деца, на мали, треба да биде најпрво педагог. Едноставно треба малку различен е пристапот како тренер да пристапиш на 8 годишно дете, на 10 годишно, 12, 14 и тинеџер 16-18 години. Верувам, мислам дека треба да обрнеме малце повеќе внимание таму, каде што психолошки различно би им пристапиле на сите генерации, се со цел задржување во сала. Ни требаат ли можеби на моменти повеќе странци? Често го поставам ова прашање, затоа што ќе се согласите во минатото имавме силни ракометни фигури, тренери, кои што овде функционираа со години, кои што македонците, кои што околу нив беа дел од нивните стручни штабови, школите, клубовите, имаа прилика одблиску да гледаат како тие работат и де факто на лице место да учат, да купуваат знаење, да го земеме Лино Червар за пример, Раул Гонзалес и така натаму. Дали мислите дека понекогаш е потребно да странски сили да ни помогнат или можеме сами во поглед на тоа да се биде добар тренер? Во поглед на добар тренер, верувам дека секој тренер како индивидуа треба да си посвети максимално внимание за себе, и личен ангажман. Личен ангажман. Од една страна затоа што верувам јас во нашите тренери. Сакам да кажам дека македонските тренери треба да си посветат внимание сами на себе. И потоа да побараат помош од здружени, од федерации, сето тоа. Ни треба да отидеме на семинар, ни треба да отидеме ова, ни треба моментално никој не бара ништо. Како сите се знаат. Тоа искрено не е возможно. А дека странски тренери треба да дојдат во Македонија да не учат, не мислам дека сме доволно интелигентни како нација и дека треба да само да си посветиме внимание. Сите тренери во Македонија македонски нема ретко кој има амбиција да оди да иде чекор напред, да иде во Европа да се продаде се до тоа. Едноставно тоа е тоа, тука е Суперлига, смениш еден клуб, втор клуб, трет клуб, развиваш некоја си стратегија твоја и толку. Они треба, мислам, како тренери да се посветат сами на себе, и да побараат секако било каква асистенција од страна на федерација, ние им стоиме на располагање. Да им помогнете. Добро, благодарам многу. Јас се надевам дека овој разговор и посакувам, тоа беше мојата цел, да биде најмногу инспиративен за родителите, кои што се првите да ги поддржат своите деца во спортувањето, во посетувањето на спортски настани и тренинзи. Така што благодарам за сите споделени информации, посакувам успеси и се надевам дека почесто јас, вие и тие што не следат ќе се гледаме на трибини. Благодарам на покана и секако така. Благодарам уште еднаш многу. Беше ова Владко Тасевски, генерален секретар на Ракометната федерација на Македонија. Се надевам дека уживавте во овој разговор. Не заборавајте да ги посетите нашите натпревари и клубски, а секако најмногу кога играат репрезентациите на Македонија, и не заборавајте следниот викенд да бидете заедно со нас на Телма. До тогаш се најдобро.